Може. Уште еден тежок меч меѓу Пик Сегет и Вардар, но повторно Вардар ја однесе победата. Што мислиш дека беше одлучувачко да победи Вардар на овој надпревар? Па секогаш кога играме со Сегет се тешки надпревари, ма денес влеговме малку лошо у надпревар. Мислим дека имавме притисок, jer знаевме ако победиме денес, ни треба уште една победа да бидеме први група и така, мислам дека второ полувреме малку игравме подобро во одбрана, дадовме зицери второ полувреме и што требавме и мислам се одлепивме и мислам дека преломно беше кога Сегет проба 7-6, дадовме два лаки гола и тука се одлепивме и тоа беше тоа. На Вардар му треба уште една победа од преостанатите две утакмици, два надпревари за да бидеме на прво место. Ќе одиме на победа уште во Нант или ќе чуваме силите за вист? Наравно дека идеме на победа во Нант, сигурно дека ќе биде тежок надпревар. И на Нант исто тоа многу битна утакмица, ама иако не биде како треба во Нант, имаме и втора шанса уште со Висла дома и мислим дека ќе успееме. Имаше понуда да продолжиш во Пик Сегет во Унгарија и во некој Бундеслига, че многу добра Рајнекар. Ќе ти биде жал што го напушта Скопје и Вардар после толку многу години? Сигурно после 7 години ќе ми биде тешко да напуштим, ама така е, тоа е живот и така. Сметаш дека Вардар без тебе може пак до Final Four до година? Па наравно, сигурно дека ќе има и наредна година добра екипа. Тука и со овие навивачи мислам дека наравно и може до Final Four. Фали на нас. Пријатно.